Благодарам, председателе. Заменик министер, се согласувам со дел од вашето објаснение дека можеби нема време да се реализира овој проект, но овој проект од насушна потреба на граѓаните на Струга. Градскиот пазар е лоциран во центарот на градот. Долги години наназад, поради економски профит, јавното предпријатие Комунално Струга дел од зелениот пазар го прегради, изгради дуќани за продажба и листите ги изнајмува. Со тоа од една страна битно се намали површината наменета за пазар на свежи растителни култури, а од друга страна така наречениот зелен пазар се претвори во обичен ходник изложен на континуиран провев. Реконструкцијата на постојниот пазар е насушна потреба на граѓаните на Струга, подеднакво за производителите на земјоделски култури, во случајот продавачите на производи, но исто така и за купувачите. Економската исплатливост на ова инвестиција би била оправдана затоа што би се создал простор за повеќе производители да ги продаваат своите култури, односно ќе се зголеми бројот на индивидуални земјоделци. Во насока на она што кажавте колку се одвојува за колекторски систем, во насока на заштита на Охридското езеро, вклучително и на градот Струга, јас сметам дека треба уште повеќе, затоа што колекторскиот систем, изградба на пречистителните станици се од суштинско значење за заштита на Охридското езеро. Впрочем, истото е под заштита на УНЕСКО и препораките се во таа насока. Ние како држава сме се обврзали, мора тоа да го направиме. Затоа апелирав и во еден од претходните амандмани да се забрза со изградба на колекторски систем за или прочистителни или мали прочистителни станици во потегот на Радожда и Калишта, од Радожда до Калишта, впрочем до крајот на обалата на Охридското езеро. Благодарам. За реплика сега е пратеникот Јован Митревски.